Основната функција за подигање на детето се родителите, се семејството. Но секако дека втората улога и најважна ја има државата и нејзините институции. Ние сме го заборавиле тоа, но јас одговорно тврдам дека со целата наша сила даваме напори да ја вратиме во фокус грижата за дечињата, во кои што се сместени и во институции, кои што ние се грижиме за нив во градинките, но и децата од руралните средини и неразвиени средини да имаат исти пристап како децата во Скопје. И малку зборуваме за тоа како децата во Македонија се одгледуваат да станат позитивни чинители за развој на нашето општество. During those early years, children develop physically, they develop their intelligence, their language skills, their self-confidence, their ability to socialize, show interest and initiative. And all of that is tightly linked to the connection between the parent and the child. Многу деца ни се наоѓаат во состојба на ризик, на злоупотребеност, занемареност, па дури би некогаш се и жртви на насилство. Она што е фасцинантно и што го забележувам кај родителите, кое е едно аха доживување, кога ќе ја почувствуваат љубовта и среќата која што ја имале кога биле мали нивните деца. Каде што тука нема граници, нема училиште, нема резултати, и тука нема некакви очекувања да се биде некаков родител. Тоаш кога ќе го почувствуваат, тоа стануваат многу порелаксирани, комотни и слободни, и тогаш на моменти се запрашуваат како ова мене ми се доживувало дека е некаков проблем. Па секој родител го посакува најдоброто за своето дете. Како родители сите сакаме нашите деца здраво, безбедно, без проблеми да го поминат периодот на детството и на адолесценцијата и да пораснат во одговорни и грижливи луѓе. Да, го сваќам и тежината на нашите родители што ни кажувало постаро дете поголеми проблеми, пак грижата околу нивното правилно насочување кон кај што е добро, што не е добро денеска, нели, а некои вредности се веќе искривени, така да е навистина голем предизвик во однос на тоа како сме си го замислували и како ни се случува во животот. Навистина ни помага на наставниците и имавме таа среќа па уште од градинка. Навистина имавме прекрасни воспитачки, негователки и сега наставниците во основно училиште ни помогнаа. Особено во училиштето децата да не ни го сватат како баук, да не го плашат, да одат со задоволство и за некои работи што, например, ние немаме стручна подготовка, педагошка, психолошка, ни помогнаа како да пристапиме кон одредени работи. Че родителите покрај тоа што имаат очекувања од нас наставниците и од училиштето, некои родители имаат многу големи очекувања од своите деца. Очекуваат да бидат најдобри во се, да бидат вклучени во се. Од градењето на такви ставови уште во семејството произлегуваат и некои конфликтни ситуации, каде што изостанува другарството, почитувањето, толеранцијата, покажувањето на емпатија. Чувствата на родителите. Мислам дека тој аспект е исто запоставен. Чувствата и очекувањата, грижите на родителите, при вклучувањето на нивните деца во предшколскиот и подоцна образовниот систем е голема. Најважно од се, кога се воспоставуваат тие семени правила, ние треба на децата да им покажеме љубов, дека ја почитуваме нивната личност, дека ги препознаваме нивните емоции. Но децата треба да знаат дека има во домот, па понатаму нели тоа полесно да го прифатат и во училиштето, дека има граници, правила и последици кога не го прават она што треба да го прават. Ако премногу е строг збор тој граници, може да го наречеме како позитивна дисциплина. Пред се детето треба да се почитува, треба претходно да е поврзан родител со сопственото дете, треба да му постави нели добри граници, да има помош и поддршка детето да ужива од своите родители, оние што се грижат за него, да дава водство со емпатија
и едноставно да практикува една позитивна дисциплина преку позитивно родителство. Рецептот вели секојдневно родителот да употребува 2 лажици пофални зборови и охрабрување, 5 лажици јасни правила, пола шолја на активно слушање и верувајте 10 лажици добра волја и трпение. И велат сето ова добро да го замешате и да го зачините со многу љубов. И кога ќе оставите да се крчка во вашиот дом, верувајте дека пријатниот мирис ќе ве обземе и верувам дека ќе уживате во вашата семејна атмосфера.